Министерството за образование. Состанокот помеѓу членовите на Комисијата за заразни болести и работната група на Министерството за образование и наука за протоколите за реализација на наставата од 1 септември денеска поминал без заклучоци и ќе продолжи утре. Заменик министерката за образование и наука Елизавета Нумовска изјави за МИЕ дека ќе разговара со предлозите за време траењето на наставните часови и за потребата од измени на закони доколку тие бидат скратени од регуларните 40 во основно, односно 45 минути во средно образование. Одлуката за скратени часови, како што рече, треба да има и правна рамка и да биде усогласена со законите за основно и средно образование. Измените треба да ги донесе собранието, кој што до 1 септември се очекува да биде функционално. Исто така се разгледува и потребата што би имале општините од дополнителна финансиска или пак друга поддршка за хигиена на училишните објекти, за превоз на ученици, односно за спроведување на сите инструкции кои што ќе ги содржат протоколите. Тие ќе имаат детали за 3 вида настава во зависност од епидемиолошката состојба во одредена средина, со физичко присуство, онлайн настава и комбинирана. Нумовска посочи дека постојано се во разговори со градоначалници и со директори на училиштата за реалните состојби и проблеми, во координација се и со ЗИЛС, ги добили и мињата и мисењата на Синдикатот за образование СУНК. Рече дека ако успеат да ги завршат консултациите, оваа точка може да биде на дневен ред и на утрешната седница на владата.